Здруженијето на граѓани Центар за еколошка демократија Флорозон денеска во Куманово го промовираше механизмот за бесплатна правна помош на националната коалиција на 30 граѓански организации од целата држава кои што делуваат во областа на животната средина и заштита на човековите права. Едукативно-информативниот настан е во рамките на проектот Еднаков пристап за ефективна правда, имплементиран од Флорозон од Скопје, поддржан од Европската унија. Механизмот за бесплатна правна помош беше представен пред представници на местните заедници од Љуботрак, Ново село и Уминдол, бидејќи како што посочува доктор Мимоза Величковски, инаку председател на Здруженијето Мотиво, во Куманово постојат нееднаквости во однос на пристапот до безбедна вода за пиење и отстранување на урбаните отпадни води. Тие денеска дискутираа како можат овие нееднаквости да бидат намалени, потенцирајќи дека и законска обврска на локалната самоуправа е да обезбеди безбедна вода за пиење на секој граѓанин. Проблемот се јавува што доста често водата во овие бунари е бактериолошки неисправна, што се должи на непостоење на централизиран, организиран систем на отстранување на отпадните води, така да бактериолошкото загадување се должи на присуство на фекални бактерии, индикатори на фекално загадување. Исто така и во училишните објекти доста често се јавува отстапување во однос на бактериолошкиот и понекогаш и на хемискиот квалитет на водата за пиење. Што е проблемот? Проблемот е што со програмата за јавно здравје, јавните водоснабдителни објекти се опфатени со редовна контрола на квалитетот на водата за пиење. А како јавни објекти се сметат оние објекти кои што каде што потрошувачката е повеќе од 10 метри кубни, односно снабдуваат повеќе од 5 домаќинства или повеќе од 20 жители. Имаме понекогаш и испитувања на овие бунари според епидемиолошки индикации, односно при појавување на болест, така да немаме редовна контрола и сигурност за квалитетот на водата за пиење во овие бунари. Додека водата од училишните објекти е опфатена со редовна контрола и според анализите кои што се работат во Центарот за јавно здравје, имаме доста отстапување. Така да сметаме дека овие нееднаквости што постојат во овие населени места може многу успешно да се решат со воспоставување на еден систем на одведување на отпадните води од овие населени места, со што би се постигнало и подобрување на квалитетот на водата за пиење од бунарите. Присутните имаа можност да слушнат и за документите развиени во рамките на проектот, компаративна анализа на постоечки модели на правна помош во и надвор од Европската унија и најдобри практики, кратка брошура за добри практики за пристап до правда од областа на животна средина и водич за користење бесплатна правна помош, кој дава точни насоки за користење на механизмот за бесплатна правна помош со сите потребни документи за аплицирање, вели Билјана Матевска, проектен менаџер на проектот Еднаков пристап за ефективна правда. Ова е веќе втора година како го спроведуваме, имаме уште 6 месеци до крајот. Првата година се фокусиравме повеќе на градење на капацитети на главните чинители, кои што имаат голема улога во пристапот практично до правда за прашања поврзани со животната средина, додека втората година се фокусираме на локални иницијативи кои ќе бидат спроведени од страна на Центарот за еколошка демократија како креатор, да речеме, на една национална мрежа на граѓански организации која што е сочинета од 30 на граѓански организации од сите региони од државата. Националниот ромски центар од Куманово е единственото здружение овластено за давање бесплатна правна помош на територијата на Куманово и е дел од коалицијата за заштита на животната средина. Она кое што досега е забележано во текот на работата е дека граѓаните најчесто се обраќаат за правата од социјална заштита и многу ретки се случаевите кога се обраќаат за правата во однос на здравата животна средина и како дел од коалицијата за заштита на
здравата животна средина во иднина ќе се потрудиме да дадеме допринос преку споделување на кратката брошура за добри практики за пристап до права од областа на животна средина, како и преку одржување на едукативни информативни сесии каде што граѓаните ги информираме за своите права, не само од областа на здравата животна средина, туку и од другите области на правната заштита. Коалицијата од граѓанските организации со своето делување ќе поттикне уште бројни иницијативи за да им овозможи на ранливите групи ефикасен пристап до еколошка правда со акцент на механизмот за бесплатната правна помош.